На децата можеме да им даруваме здраво тело, здрав ум и благороден карактер. Кога влегуваме со насмевка, со благ, љубезен збор, кротко, тогаш сме сончев зрак во нивното срце, правејќи ги среќни. На воспитувачите и на институциите им преостанува да размислат како да работат поинаку, да го подобрат приодот, за да успеат повеќе да слушаат што зборуваат малите деца, како размислуваат, како реагираат, па така и соодветно да се однесуваат, со што би развиле позитивен однос кај децата кон различностите од секаков вид. Во Белград се одржа меѓународна конференција "Што ни велат малите деца?" Оваа конференција се организира по втор пат во Сава центарот за повеќе од 200 учесници од регионот, а во склоп на активностите со кои што се одбележува Светскиот ден на мирот 21 септември. Конференцијата се организира во рамките на проектот Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа, ПРЕЦД. Првата детска амбасада во светот Медјаши, заедно со партнерските организации од Србија, Хрватска, Албанија, Косово, Црнагора и од Северна Ирска, ја спроведува оваа програма. Почитувањето и прифаќањето на разликите, како и градењето на мирот, за да постигнеме најголеми ефекти во оваа област, треба да се започне да се работи уште со најмала возраст од децата. Токму затоа и целите на оваа програма се работа со децата уште во градинките и една од пошироките цели на самата програма е вклучување на што поголем број на деца во градинки, што поголема опфатност, за да може програмата да стигне до што поголем број на дечиња во Република Македонија. Целта на програмата ПРЕЦД е да се применуваат најдобрите практики за воспитување на малите деца и заедно со воспитувачите и со родителите да се пронаоѓаат добри начини и приоди за нивно образование и воспитување како идни граѓани на демократско општество. На конференцијата учествуваат воспитувачи, педагози и стручњаци од државите од регионот и од други европски земји, како и членови на меѓународни мрежи на невладини организации од светот. Учествуваат еминентни стручњаци од областа на раниот детски развој, стручњаци од предучилишното воспитание и образование во светот, членови на конзорциумот за градење мир од главната канцеларија на УНИЦЕФ во Њујорк, представници на Министерствата за образование и на Министерствата за труд и социјала од земјите учеснички на програмата. Сите се залагаат за поголема поддршка на оние што се грижат за децата. Но како? Thank you so much for interviewing me. Благодарам за интервјуто. Имав можност да го посетам Скопје пред 2 години и да видам некои од програмите. Многу сум благодарен за се што прават луѓето овде. Мојата работа е да им помагам на негувателите, воспитувачите, родителите, наставниците и на другите. Тие можат да им помогнат на децата да бидат поспокојни, поблиски со нас и поспособни да ги решаваат проблемите. На тој начин ќе има помали шанси да доживеат трауми од конфликти или од други тешкотии, или пак да бидат поагресивни. Ние со воспитувачите и со негователките им даваме време да разговараат за предизвиците и без осудување им даваме можност да размислат за работи што може да им помогнат на децата. И секако им даваме некои работи што функционираат кај нас, но многу е важно што не им кажуваме што треба да прават, туку им даваме можност да разговараат, да научат нешто ново, а потоа се враќаат и разговараат со нас за она што функционирало или што не функционирало. Со текот на времето, ова му помага на воспитувачот или на родителот или на наставникот да се чувствува уверено во способноста да му помогне на детето.
И место ние да кажеме што треба да се прави, тие учат да бидат посамоуверени и на тој начин се способни да им помогнат на децата самите да го решат проблемот, без да им кажат што да прават. На тој начин и детето станува посамоуверено да ги решава секојдневните проблеми. Децата се особена група луѓе. Без нив не може да се замисли животот на нашата планета. Тие се нашата иднина. Тие никогаш не дигнале револуција или контрареволуција, ниту пак почнале војна. Децата најмногу страдаат во воените судири и во човечките трагедии. Секое дете си има свој замислен свет во кој што владеат хармонија, свест и детска фантазија. Секој што се обидел да го наруши тој свет, му станува непријател на детето. Што ни велат малите деца? Беше насловот на прекрасното предавање на професор Драгана Бренеселовиќ од Универзитетот во Белград. Насилството врз децата представува кршење на нивните права, како и можност за преживување насилство и во подоцнежните години од животот, било да е тоа во улога на жртва или пак во улога на насилник. Програмата опфаќа уште неколку други компоненти, како истражување, следење и анализирање на меѓународни и локални политики, програми и проекти во однос на спречување конфликти, градење мир и помирување низ воспитување и образование. Но, како се реализираат програмите за различности со децата? What our research has shown is that children from the age of 3 are aware of ethnic differences. Нашето истражување покажа дека децата на возраст од 3 години се свесни за етничките различности и можат да развијат ставови засновани на предрасуди. Во Северна Ирска, например, 1/3 од децата на возраст од 3 до 6 години го препознаваат тој дел кај една или кај друга заедница, додека пак 1 од 6 деца даваат мислење врз основа на предрасуди. Така, нашето истражување јасно покажува дека треба да направиме нешто во врска со тоа и раните години се клучното време кога треба да действуваме. Предложивме и покажавме дека во Северна Ирска можеме да развиеме програми за ран детски развој кои што ќе потикнат почитување на различностите, но и да ги потикнат децата да бидат повклучени и да ги развијат своите социо-емоционални вештини. Тоа го направивме во соработка со Раните години, Организација за мали деца и развивме програма наречена Големата иницијатива за почитување на различностите кај децата, што сега се спроведува во стотици предучилишни установи во Северна Ирска и во Република Ирска. Се фокусира на високо квалитетни ресурси што можат да се користат во предучилишното образование, но и на обуки и поддршка на воспитувачите и на сите што работат во оваа област. Од пресудно значење е и работењето со родителите. Со сето ова создаваме основа малите деца да ги истражуваат различностите, да разговараат за своите искуства и да се соочуваат со потешки теми. Покажавме дека оваа програма може да има голем ефект во социоемоционалниот развој на децата при препознавањето и почитувањето на етничките различности меѓу децата, што им помага и што повеќе да се вклучат.
како да имаме мир, здравје и задоволство? Одговорот е едноставен, полека и постепено. Зарем не се сеќавате на познатата реченица од Емил Куе? Секој ден, во секој поглед, се повеќе и повеќе напредувам. На децата може да им даруваме здраво тело, здрав ум и благороден карактер. Новиот ден е нова можност да се заврши она што останало од вчера. Погледни го со радост, со насмевка на лицето и со сјај во очите. Сакајте си ги децата и бидете им пријател. Љубовта и пријателството се две билки на еден корен. Дури љубовта има и неколку цветови повеќе. Да се негува и да се воспитува детето во духот на културата за мир во раните години е благородна, одговорна и хумана активност на воспитувачите во градинките. Секој нов ден на поинаков начин ги поставува работите и во сето тоа секому од нас му дава нова улога. Но како до сигурен почеток? So Sure Start was introduced in England. Сигурен почеток беше воведен во Англија, речиси пред 20 години, и главната идеја беше да им се помогне на младите мајки со деца што се често изолирани, депресивни и нема што да прават, нема добри родителски вештини. Идејата беше да им се даде можност на младите мајки со деца да посетуваат таков центар неколку часа секој ден, кога сакаат да бидат со своите деца, да играат, да јадат и да уживаат играјќи заедно со нив, да бидат со други мајки, но и да побараат помош ако им треба. Во Унгарија ја усвоивме оваа програма во 2004 година, бидејќи имавме впечаток дека поради долгото породилно отсуство од 3 години, многу мајки живеат изолирано и во сиромаштија, особено во помалите места во руралните средини. Сметавме дека ова ќе биде добра можност да се здружат и наместо да ги воспитуваме, само да ги информираме за тоа кои се развојните потреби на нивните деца и како можат да им помогнат на своите деца преку многу едноставни техники, како да им зборуваат на децата, да им пеат, да се играат со нив, но и да учат од искуството на другите родители. Исто така им обезбедивме можност за барање работа, децата да можат да одат во градинка, а жените да се вратат на пазарот на трудот, да најдат работа или да се обучат, но и да им се помогне и при вклучувањето на децата кои инаку често се маргинализирани, бидејќи припаѓаат на сиромашни семејства или поради тоа што се дел од етнички малцинства или имаат некаква попреченост. Ако децата одат во градинка, а потоа и на училиште, по посетите на овој центар немаат застој во развојот и затоа се поуспешни на училиште и подоцна можат подобро да се интегрираат не само на училиште, туку и во животот. Војните почнуваат во мислите на луѓето. Таму треба да се создаде и одбраната на мирот. Да се подсетиме. Мир не е само отсуство на војна и на воени действија. Мир е секојдневно градење по праведно и по хумано општество за сите, а особено за послабите. Мирот значи потпирање на државните институции, почитување на различностите. Мирот е борба против сиромаштијата. Мирот е ненасилство и непокор. Активен однос кон минатото, сегашноста и иднината. Запомни, колку повеќе знаеш, толку помалку се плашиш. Што може уште да се направи за децата? We think we can also use
schools not just to teach the traditional curriculum. Сметаме дека во училиштата не мора само да подучуваме според традиционалната програма, туку можеме да ги користиме како социјална платформа каде што децата, наставниците и заедниците можат да научат како да се заштитат самите од опасности. Има повеќе опасности во животот, како природни катастрофи, економски шокови, конфликти, биохемиски опасности и ние мора да се ангажираме да имаме училишта со програми во кои што ќе се информира за ризици, преку кои ќе ги подготвиме системите да бидат поотпорни. Сакаме децата и наставниците да бидат способни да се заштитат себе си, да разберат како се случуваат катастрофите и што можат да направат за да се заштитат. На конференцијата сакам да објаснам како раниот детски развој е важен за да им се помогне на децата подобро да се справуваат со конфликти, да бидат конструктивни граѓани, да бидат решавачи на проблеми, да поседуваат способност за конструктивно разрешување на конфликти. Акција за мир преку култура и образование до лична промена, градење култура за мир од раните години кај децата, воспитување во духот на културата на мирот во градинка е првиот чекор, најважен чекор и акција што ја прават воспитувачите со децата во градинките. Да се негува, да се воспитува детето во духот на културата за мир во раните години е благородна, одговорна и хумана активност на воспитувачите во градинките. Целта и тенденцијата на регионалната програма ПРИСИТ е да бидат што повеќе градинки вклучени во оваа програма на ниво на Република Македонија, односно во текстмена подготовка на национален прирачник кој што очекуваме и ќе лобираме и застапуваме да стане составен дел на националната програма и да служи како една алатка за сите воспитувачи во сите градинки на ниво на Република Македонија. Kada pripremamo priručnike za rad sa malom djecom, pogotovo ako se oni rade radi poštovanja različitosti. Кога подготвуваме прирачници за работа со мали деца, особено ако станува збор за почитување на различностите и за развивање култура на мир, тогаш исклучително е важно да учествуваат пред се самите деца, а потоа и нивните родители, воспитувачи, односно практичари, но и припадници на научната заедница, за да се соединат теориските и научните сознанија со практичните искуства, да се пронајде соодветен модел на работа што ќе биде прифатлив за сите. Затоа сметам дека прирачникот треба да биде сеопфатен, да ги содржи сите компоненти од животот на малото дете, да ги вклучи неговите родители, соработката со локалната заедница, да се однесува на многу теми со кои што секојдневно се соочуваме во животот, да се почитуваме едни со други, да учиме и да живееме едни со други, или само да се гледаме себе си, а да не учиме за толеранција и почитување на другите и различните. Она што е навистина поволно кога станува збор за малите деца е тоа што тие се раѓаат без предрасуди. Тие се подготвени и сакаат да учат од другите. И тука е всушност одговорноста на нас возрастните, нивните вредности и богатство да ги искористиме на најдобар можен начин и да им дозволиме да се изразат себе си и низ животот и низ примери од возрастните, да видат како примаме и се прифаќаме меѓу себе и како различностите го прават секое општество побогато, повредно и посестрано. Проектот Развивање култура за мир има за цел учење на децата од најрана возраст за прифаќање, толеранција и за почитување на различностите, преку доближување на пристапите и на стиловите за воспитување меѓу семејствата и градинките и заедничка грижа за развој и воспитување на децата, базирана на меѓусебна доверба, почитување и соработка. Во проектот се вклучени 11 градинки од Македонија, и тоа 23 август од Берово, Брешија од Дебар, Ангел Шајче од Куманово, Јасна Ристеска од Охрид, 8 март од Струга, Детска радост од Струмица, Младост од Тетово, Астибо од Штип, Планински цвет од Вевчани, Фидани Скопје, Чаир
и детска радост га зибава Скопје. Градинката Детска радост од Скопје е учесник на конференцијата за почитување на разликите и толеранција за мирот. Ние како градинка исто сме вклучени во проектот Председа со своите активности. Почитувањето на разликите, градењето на културата за мир и толеранцијата ни инспирираше да направиме една брошура и да направиме едно најправедно истражување во нашата градинка, преку кое истражување дојдовме до сознание како најмалите деца размислуваат за толеранција, како вработените размислуваат за толеранцијата, како родителите размислуваат за толеранција. Целта на истражувањето беше сите тие податоци до кои дојдовме да допринесат барем малку да се даде акцент на почитување на разликите, значи да се каже дека дечињата од најмала возраст имаат сознание за тоа. Така да брошурата Култура за мир содржи еден прашалник врз основа на кој беше правено истражувањето. Тука се дадени оние податоци врз основа на кои што дојдовме врз основа на овој прашалник за воспитните ставови и влијанија, за влијание на медиумите кај малите деца, кај вработените и кај родителите. Градинката е клучна за градење личности кои што ќе го разбираат мирот, ќе ги прифаќаат сите поинакви од себе и ќе се вложуваат во заедништво и мултикултурализам. Градинката е клучен сегмент затоа што не е едноставно да се работи со деца. Секој изречен збор значи одговорност на воспитувачот. Драги пријатели, да ги прегрнеме сите деца од светот, иако тие заслужуваат многу повеќе од една прегратка.